има уште една кривична пријава во која што децидно се тврди дека Бојан Христоски заедно со уште две други лица биле во домот на еден бизнисмен кој што го има во оваа кривична пријава за одредена награда прифатил да биде тој, тоа и тоа лице кое што е на црна листа, да биде трнато од списокот на лица кои што може да ја загрозат безбедноста на државата, што значи дека нема да биде следен. На тие лица им давале, не само на овој, туку и на други три лица им давале пристап до информации кои што се доверливи од истраги, им давале информации за тоа кои се оперативци, кои им се извори, им откривале кои луѓе стојат. Непријатно, а ние земја членка на НАТО. Кои лица стојат позади псевдонимите кои што нели стојат во извештаите на АНВ. Пријавата е доставена во ОЈО, кривична пријава, анонимна е кривичната пријава. Неофицијално јас знам дека е од група на луѓе кои што работат во АНБ и во АРА. И тоа ви е потврдено од обвинителство? Од обвинителство ми потврди дека примиле кривична пријава и дека работат на предистражна постапка. Немаше Мичо денеска нигде објава за тоа? Нигде, ниту еден медиум не објави за ова. Не знам како да искоментирам, од проста причина што јавно достапно беше дека јавното обвинителство за гонење организиран криминал потврдува дека постои таква кривична пријава. И ја потврдува практично и содржината. Што они не морале да го преземат текстот од Инфомакс. И сега тоа би било интересно за секој новинар кој што следи таа рубрика, кој што сериозен скуп. Да постави дополнителни прашања, можеби нешто да праша што нас не е ни текнало и да го напишеме и да го ставиме у текстот, значи. Тоа не е тема која што е ѓубрето у Скопје. Да, контейнерите да се испразнети или не се испразнети. Тоа кажува у какво општество живееме, у каква држава живееме. Суштина јас забележав дека одма после локалните избори дека полека кај нас се развива она српско сценарио. Мичо, немој така. Да ти кажам, немој да ви кажам нешто. Значи оваа ваша работа, да знаете, мислам дека охрабрува многу луѓе. Ова ако е од внатре од АНБ, авал вера за тие дечки од натре. Тоа е Мичо храброст. Да, голем ризик преземале на тоа не е играчка. Второ, во ОЈО очигледно дека има обвинители кои викаат чекајте, ќе се работиме работата. Да. Не ме интересира што ќе помисли премиерот ако ја ова го направи. Трето, ова со судиите, да знаете дека е голем помак. И немој да мислите дека ова што го правите, дека не влијае врз многу други професионалци кои просто се охрабруваат и сваќаат дека вистината и дека може би извесен ризик дека вреди за поколенија. Апсолутно вреди. Бидејќи тоа ќе остане запаметено.